Да, значи зелената транзиција оди низ различни актери. Тука се јавните предпријатија, големите капацитети, како ЕСМ кај нас, компанијата која го генерира најголемиот удел од нашата енергија која конзумираме. ЕСМ е компанија која самата оди низ таа зелена транзиција. Што значи тоа за ЕСМ? Тоа значи вие сте капацитет кој произведува на јаглен, така, електрична енергија, меѓутоа сега треба да тотално да се трансформирате и да почнете да оперирате со нова технологија. Тоа значи да управувате со фотоволтаични централи, со ветерни централи, ако се случи и таа гасна централа, и најважната технологија која се повеќе зема замав, а тоа е акумулационите или батериски системи. И тука кога зборуваме за ЕСМ, тоа значи батериски системи на големо ниво, која што ќе ги задоволува капацитетите да може ЕСМ да ја својата акумулирана енергија да ја чува и да ја продава кога е многу поповолно тоа да го прави. Така што самите тие како компанија треба да преминат, да транзитираат, и тука зборуваме и за голем број на вработени. Значи зборуваме за бројот над 3.500 вработени луѓе кои моментално работат во термоелектрани. Значи треба преквалификација и доквалификација на тој кадар, и за ЕСМ е секако ова голем предизвик, меѓутоа мислам дека тоа веќе се прави на доста систематски начин, па така што за да дојде до момент на тоа преминување на нови технологии, веќе плановите постојат. И тие се објавени, јавно достапни и на Министерството за енергетика на страните. ЕСМ работи на свој план за така наречена декарбонизација, каде што треба многу јасно да ги инвестициите да ги планира. Тоа е една клучна трансформација. МЕПСО како систем која пренесува енергијата, секако минува низ својата транзиција, да инвестира во зајакнување на мрежата. Зошто е ова многу важно? Бидејќи ако имаме од другата страна се поголем интерес за инвестиции во обновливи извори на енергија, ги имаме и ќе ги имаме, тоа значи мора да се појача тој систем. Тоа е што се однесува до јавните клучни предпријатија, јас би рекла. Од друга страна ги имаме компаниите. Тие поминуваат низ трансформација. Зошто? Затоа што ако во моментот вие сте извозник во ЕУ земја, вие се очекува дека веќе со така наречениот СИБАМ механизам, или тоа е наједноставно механизам каде вие велите јас произведувам исто со таква чиста енергија како мојата конкуренција во Германија. Значи мојата енергија не доаѓа од јаглен, туку доаѓа од обновливи извори на енергија. Ако не, јас ќе платам по емитиран тон јаглен во воздухот. Сега тоа нормално ги афектира компаниите и нивната конкурентност, така што и компаниите во голем дел поминуваат, и јас мислам дека ние, па би рекла дека јавниве компании, просто пак ќе кажам заради работа со меѓународниот финансиски систем, веќе некако се доста напред, меѓутоа приватниот сектор е сега тој, особено малите и средни предпријатија, кои можеби директно не се извозници, но се дел од тој синџир. Така што кај нив очекуваме да биде таа трансформација, тоа значи тие ќе инвестираат повеќе сопствени извори на енергија, батериски системи ќе ставаат. Знаеме дека според новата регулатива, доколку инвестирате во фотонапонска централа, 20% треба да имате и батериски капацитет. Значи тие поминуваат низ тој тип на транзиција. И на крај граѓаните. Мене, ако ме прашате, мислам дека тука е најголемиот предизвик, а тоа е како во оваа транзиција граѓаните да имаат бенефит. Како и тие да бидат она што велиме просјумери, или оние кои создаваат енергија и можат да ја вратат, да ја продаваат во мрежа, па така бенефитот од овие, ние имаме во моментот, според последниви извештаи на регулаторна комисија, 1458 фотонапонски електрани, од кои над 1000 и повеќе се приватни фирми. Сега, како сега ние да го зголемиме бројот и на тие енергетски заедници? Мислам дека тука е голем предизвик, некаде каде што можеби малце каскаме повеќе, и имаме законска основа. Сега со новиот закон за енергетика од лани, од мај, сега веќе основата е поставена, меѓутоа мислам дека сите ние малку импровизираме, гледаме модели, одиме на студиски посети, кој навлезам во тоа.
како граѓаниве да се собираат, како тоа да го инвестираат, како тоа и технички да се реши, да биде. И мислам дека тука не сум експерт за ова, меѓутоа мислам дека најважен дел ќе биде оние агрегатори на електрична енергија која што е генерирана од страна на различни домаќинства, ќе биде клучното место каде треба државата да проба да се насочи и да малку го потпомогне тој процес за сите да имаат бенефит од оваа транзиција.